Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, во изминатите месеци јавноста беше изложена на една упорна и агресивна кампања дека државата наводно тајно договара прифаќање мигранти од Обединетото кралство. Се ширеше теза дека зад стратешкото партнерство меѓу Македонија и Обединетото кралство постои наводен таен договор. Упорно и без трошка свест, нималку совест, се создаваше впечаток дека владата нешто крие од граѓаните. Се ширеше страв дека земјата ќе станела камп за мигранти. Оваа теза се повторуваше од ден на ден. Се повторуваше на пресконференции, се повторуваше во изјави, се повторуваше како да е факт. Дури и протести најавува. Вчера добивме јасен и недвосмислен одговор од британската дипломатија, директно право во чело. Јавно и недвосмислено британскиот амбасадор кажа: таков договор не постои и никогаш не постоел. Нема договор, нема преговори, нема центри за мигранти, фактите се јасни. Со ова паѓа целата конструкција, што со месеци се обидуваше да се наметне во јавноста. Со месеци се пласираше приказна без ниту еден документ, без ниту еден доказ, без ниту една официјална потврда. Имаше само шпекулации, имаше само сензационализам и имаше политичка желба да се создаде паника кај граѓаните. Денес, кога вистината е јасна и кога демантот дојде, станува очигледно дека јавноста била изложена на една безобразна политичка конструкција во низа. Но проблемот е многу поголем од оваа конкретна тема. Ова не е изолиран случај. Ова е еден длабоко деструктивен и потенцијално опасен модел на однесување на СДСМ. Гледаме една иста шема која се повторува. Прво се фабрикува сензационална приказна, потоа се создава медиумска паника, а кога фактите ќе разобличат приказната, темата едноставно исчезнува. Нема извинување, нема одговорност. Само премин на следната конструкција. Го видовме тоа и во други случаи. Го видовме кога се создаваше паника дека институциите наводно молчат за запленетата дрога во Србија, се зборуваше за заташкување и скандал уште пред да се утврдат фактите. Потоа се покажа дека институциите работеле на случајот од самиот почеток и се конфискуваа десетици тони канабис од фирми кои што своето право на водење бизнис, но и лиценци за водење на бизнис ги добиле во времето на владата на СДСМ и ДУИ, времето кога се водеше така наречена канабис економска политика. Го видовме и кога се пласираа апокалиптични бројки за пожарите и се тврдеше дека државата е уништена. Се ширеше впечаток дека Македонија е во катастрофална состојба. Потоа се покажа дека бројките се далеку поинакви. Го видовме и кога се тврдеше дека нема средства за пензии, дека владата не обезбедила финансии за да ја заврши буџетската 2025 година, но и тука повторно ја манипулира јавноста и видува дека таа не само што се заврши, туку се заврши како економија која што е една од најуспешните 5 во Европа за 2025 година. СДСМ е упорна во својот деструктивен модел да киднапира Македонија за да се спаси себе си. СДСМ денес е претворена во една бледа копија и фабрика за создавање политичка паника и хистерија. И знам дека нема да се извинат, знам дека ќе продолжат по старо и на мене ми е најлесно да ја терам Наполеоновата позиција која вели никогаш не го прекинувај противникот кога греши. Но за нас ни е потребна сериозна и силна опозиција, а не оваа приватизирана, бизнис, олигархиска опозиција со проблеми со моралот и држење до зборот. За жал, ова се истите тие кои со години ги лажеа граѓаните, со редици лаги, лажни ветувања. Да не се навраќаме на Google и Facebook дека ќе отварале центри во земјава, па жицата македонска им свирела, името немаше да го менуваат, па аеро ќе носеа во аеродром, па
па ќе ја носеле Формула 1 во Македонија. Денес на пресови бројат тендери, не кажуваат каде е криминалот, затоа што распишување на тендер не е криминал, но и крадење од државата, какво имаше во нивно време, е тежок криминал. Тоа се тие истите луѓе кои со лаги сакаат да освојат гласови и да се вратат на власт. Македонија памети и никогаш нема да им заборави. Дозволете ми на крај да се осврнам и на нешто што вчера го видовме во јавност. Во пресрет на 8 март, денот на жената, мајката, председателката на форумот на жени на СДСМ одржува пресконференција. Околу незе обкружена со неколку млади дами, кои што со црвени обојни дланки се обидуваат да не потсетат на времињата на шарената обоена револуција, но исто така и на времињата познати за еден наш сосед, односно држава од соседството. На тој начин сакаат да алудираат на трагедијата во Карпуш, во која животите ги загубија мајка и незините малолетна ќерка. И истата оваа беше искористена како повод за дневно-политички напади. Никој нема право човечката болка и трагедија на едно семејство да ги претвори во сцена за политички поени. Особено не во денови кога целото општество треба да зборува за достоинство, безбедност и почит кон жените. Начинот на кој функционерите на СДСМ во последниот период настапуваат во јавноста се повеќе наликува на затворен круг кој постојано ги повторува истите конструкции, истите напади и истите наративи. Кога една политичка структура почнува да функционира како таков затворен систем кој живее од сопствените конструкции и постојано ги репродуцира истите приказни, тогаш станува јасно дека проблемот одамна не е само политички. Сериозно сме загрижени за состојбата во која очигледно се наоѓа врвот на СДСМ. Наместо аргументи гледаме нервоза, наместо политика гледаме паника, наместо одговорност гледаме очајнички обиди трагедиите да се претворат во политичка платформа. Стравот од политичката реалност и одговорност за состојбите кои ги оставија зад себе очигледно ги турка во состојба на забеганост, поради што се почесто се движат низ темните ходници на сопствените политички и психолошки трауми. На самиот крај, свесен за сериозноста на предизвиците, сакам да истакнам дека живееме во несигурни, турбулентни, тешки, предизвикувачки, можеби историски времења. Сакам да им се заблагодарам на граѓаните што ја даваат поддршката. Да им се заблагодарам на граѓаните што ги одбиваат овие хистерични обиди да се создаде паника од страна на опозицијската СДСМ и што заедно со владата и институциите допринесуваат кон една стабилна и подобра Македонија. Светот е влезен во период на нови конфликти и геополитички турбуленции. Енергетските пазари се чувствителни, динамични и се менуваат од час во час. Економиите се под жесток притисок. Стабилноста на многу држави е на тест. Во вакви времења државите мора да бидат внимателни, мора да бидат сериозни, мора да бидат одговорни. Но во вакви времења најмалку што и треба на Македонија е политичката паника. И токму тоа го гледаме од СДСМ. Ширење страв, фабрикување со лажни приказни, создавање политичка хистерија, однесување кое се повеќе наликува на затворен круг што постојано ги повторува истите конструкции. Тоа е истото однесување кое ги доведе до историски пат на околу 100.000 гласови. Како влада, кога од опозицијата манипулира деноноќно, сме посветени на две работи. Прво, анализа и чекори за кризата која доаѓа предизвикана од светските случувања на Блискиот Исток, но и пошироко. Владата нема да дозволи работите сериозно да се влошат и ќе реагираме. Мојата цел е да имаме најефтини енергенси кои што се точат во регионот. И покрај реалноста која кажува дека мора да има поскапување. Погледнете ги цените во соседните држави. За 40, 50, 60% се повисоки од тие кои што денеска ги имаат македонските граѓани. И тоа нема никогаш да излезе од опозицијата и да го признае никој од таму. А беа истите тие кои што не успеа
да обезбедат вакцини за македонските граѓани, па тогаш во време на најголемата криза, ковид кризата, македонските граѓани мора да додат во соседството да се вакцинираат, или пак да правиме естрада и шоу на граница кога добивавме донација од скромни 5000 вакцини. А денеска нема никој да каже дека споредено со тие земји од регионот за 50-60 денари по литар имаме пониска цена на енергенсите. Но ќе се борам и понатаму нашите граѓани да плаќаат помалку од сите останати во регионот. Токму и тоа беше целта на средбата со представниците од нафтената индустрија. Втората тема, која што е многу важна, е економијата. Мојата борба е да донесеме свеж капитал и кога доаѓа моментот кој треба да направи разлика меѓу нас и нив од СДСМ и ДУИ, е фактот што со огромно задоволство најавувам дека инвестициите кои што или се почнати, или се реализираат, или се во фаза на договарање на државна помош, да се дел од портфолиото на ТИРС зоните, изнесуваат околу нови 650 милиони евра. Тоа се 17 инвестиции кои што треба да креираат до 5000 нови работни места. Ете, тоа е нашата борба. Би сакал тука и да напоменам дека годината 2025 македонската економија ја заврши со реален раст од 3,5%. И согласно податоците кои што ги објавува Евростат, иако свесен дека повторно ќе најдам на подсмев од страна на ботовите на опозицијата, се наоѓа во првите 5 во Европа. Веднаш позади Ирска, Малта, Кипар и Полска. А пред сите останати економии во регионот. Например, нашиот северен сосед е околу 2% раст, реален раст, а нашиот е 3,5%, 75% и повеќе. Номиналниот раст на македонската економија е над 8%, 8,2%, што представува историски највисок раст во година во која што не излегуваме или не влегуваме во нови предизвици. И тоа е континуитет на оној раст реален од 2024 година, кога имавме 3%. За следната година очекуваме буџетски дефицит кој што ќе биде помало 3,5% и реален раст на економијата кој што ќе не доближи до 4%. Тоа е разликата помеѓу оваа влада и онаа влада која што ја водеше СДСМ. Во 28 квартали влада СДСМ ДУИ имаме реален раст на македонската економија од скромни 2%. Во првите 6 квартали од нивното именување, односно избор како влада, па и ако кажам именување, нема да погрешам бидејќи знаете како беа октроирани тогаш како влада после оној политички инженеринг кој што се случуваше во 2017 година. Во првите 6 квартали има раст од 2%, во првите 6 квартали од оваа власт просечниот раст на македонската економија, реален раст е 3,5%. Скоро 2 пати повеќе. Тоа се бројки, тоа е разлика која што ја прави оваа влада многу поразлична од владата на СДСМ и ДУИ. Тоа е разликата меѓу нас и нив. Додека тие лажат, шират паника и пробуваат да ги злоупотребат чувствата на луѓето, играат на создавање емоции, ние работиме и се трудиме колку можеме да направиме да биде подобро за нашите сограѓани. На крај, дозволете ми да го честитам 8 март, денот на жената, на сите жени во Македонија со искрена почит за нивната сила, посветеност и незаменлива улога во семејството, општеството и државата. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Имам јас. Да, проелете. Ви сакала да прашам неколку пати спомнавте владата, инвестициите, првата партиска договорница, чисто ме интересира како што може да ве адресираме и бидејќи во минатото сме имале трупно забелешки на военоста на партијата од државата, во моментот како што зборувате, како лидер на партија или премиер? Никој не го исклучува фактот дека јас сум председател на владата, но истовремено и председател на ВМРО-ДПМН. Второто прашање ми е неколку пати сега честитав 8 март, но кога ќе почне да функционира системот за реална заштита на жените и за запирање на насилството во државата од училиштата па се понатака. Систем постои, имаме закони на кои ќе се менуваат и кога реално ќе видиме заштита на жената од било какво насилство, а не само кога нешто ќе се случи, па тогаш да се активираат институциите, кога тоа ќе стане нормално да жената пристане да биде малтретирана и во семејството, но и тоа да се спречи уште од најраните возраст од училиште.
Јас ги замолувам сите оние кои што се жртви на било какво насилство да пријават и да останат на пријавата, да не ги повлекуваат пријавите за да можат системот да реагира. Затоа што ако жртвата на насилство, без разлика дали е тоа жртва од булинг или од друг тип на физичко насилство уште од најрана возраст, како што вие споменавте училиштата или во семејството, и ако таа пријава потоа биде повлечена, тогаш за жал не постои систем во светот кој што би можел да реагира. Затоа ги замолувам сите оние жртви на насилство кога ќе пријават да остават системот да реагира и да спречи било какви други последици. Имаме сега токму случај каде што на многу пати било пријавувано, системот не функционирал. Како ќе функционира системот? Имаше Министерството за внатрешни работи хронологија на активностите и пријавите поврзани со случајот. Јас тука не би имал што повеќе да додам. Уште едно прашање од мене поврзано со Европската унија. Пред околу 2 недели имате изјава дека можно во 2027 Македонија да стане како дел од пакет членство во Европската унија со без право на вето, без право на глас. Амбасадорот Лукас тоа потоа го демонтираше, не го демонтираше, рече дека без менување на договорите на Европската унија тоа не е можно. Сега во среда на разговори околу забрзување како да влезе Украина, но покрај неа и други земји во Европската унија, 4 земји се противеле на планот за реверзибилно членство, поточно членство, па потоа добивање на правото на глас. Кои се формите, дали има некаква друга форма која би можела да го забрза членството, и гледаме во регионот од државите лицитираат на кој начин е прифатлив за да станат членки на Европската унија во некаков таков пакет, но кое е нашето барање, што ние конкретно би прифатиле доколку нешто такво биде понудено, и вашиот коментар за тоа дека без смена на договорите на Европската унија нешто такво нема да биде можно да се направи. Подлого е прашањето со повеќе тези и антитези. Не е точно дека сум кажал дека постои понуда, туку точно е дека сум кажал дека во ходниците во Европската унија се зборува за неколку можни сценарија. Се разбира дека таму се зрели дипломати кои што не би влегле во ниту едно сценарио без да потоа добијат потврда од земјите членки, односно од Европскиот совет за тоа сценарио. Дали дел од тие сценарија ќе бидат реализирани и кој сценарио ќе биде реализирано, да почекаме да видиме каков ќе биде исходот од сето тоа. Тоа што се зборува во ходниците, дали прво ќе биде преточено како предлог, а второ, дали тој предлог потоа земјите членки ќе го прифатат. Така што секоја друга дипломатска и политичка екзибиција, изјава или било каква реторика од страна на владата во овој момент не само што може да ги наруши нашите позиции, туку и би била неодговорна и кон граѓаните и кон државата. Ако другите држави веќе зборуваат кој што би било... Јас сум претседател на владата на Република Македонија и како таков ги представувам интересите на мојата држава. Другите држави си имаат претседатели на влади и на држави, тие нека си водат сметка за своите интереси. Јас го штитам интересот на граѓаните на Македонија. Ќе може да преформулирам што е понудено освен ова што одбиеме, што други? Официјално ништо. Премиер, во врска со случајот на Менчиновски, дали како влада размислувате можеби да испратите официјален допис или некаква реакција или одговор, барање од официјална Софија во врска со овој случај? Денеска ќе го побарам адвокатот Менкиновски, бидејќи имаме комуникација, би сакал детално се запознам со случајот и како држава ќе ги искористиме сите алатки кои што ни стојат на располагање да го заштитиме секој македонски граѓанин. Дали нова средба со представници од активните компании, затоа што по вашата прва средба пред дека 4 дена беше, гледаме дека се повеќе се точат огромни количини на гориво од страна на граѓаните, а речиси сите нафтени компании излегоа со официјални соопштенија за ограничување на количината што може да се точи на бензинските пумпи, особено за тешките товари. Државниот пазарен инспекторат е на терен, забележани се такви однесувања на некои пумпи во пограничните општини, затоа што има голем притисок од соседните држави, каде што цената на енергенсите е повеќе од 40-50% поголема од цената за енергенсите кои што се кај нас. Да речеме, во соседна Србија таа е помеѓу 120 и 130 денари за литар, зборам за дизелот, кај нас е 71 денар. И како резултат на таквиот притисок, ние имаме огромно зголемено количество на трошење на нафта и нафтени деривати и можеби поради тоа во одредени бензински пумпи дошло до недостиг на количините.
но од она што сум информиран и избрифиран од страна на Државниот пазарен инспекторат, на целата територија на државата непрекинато се снабдуваат граѓаните, бизнисите со нафта и нафтени деривати. Државните нафтени резерви можат да покријат целодневен конзум повеќе од 62 дена. Снабдувањето е, би рекол, повеќе од одлично. Кога почнавме да го рестартираме нафтоводот со нашиот јужен сосед, тогаш на многумина тоа им изгледаше чудно и невозможно. Можам да кажам дека се поминати сите тестови и можеме да го користиме и тој капитал за пренос на нафта и нафтени деривати, но исто така можат и соседите да го користат, да го ставиме на располагање за нивните потреби, така што Македонија во моментот има стабилна енергетска состојба, е фактор на стабилност во регионот и граѓаните плаќаат цена најефтина во регионот за нафтата и нафтените деривати. Утрово имаше информација за напад на Американската амбасада во Осло, меѓутоа се уште немаше ништо официјално, барем немаше стигнато од BBC светските. Како држава, дали имаме некаква информација што се случува, дали, не знам, од НАТО или од каде? Добиваме информации по дипломатски канал, по официјален дипломатски канал. Имаме повеќе информации за повеќе случувања во светот кои што изминатото деноноќе се случиле. Она во кое што остануваме фокусирани е првата група наши граѓани кои што денеска треба да заминат од Дубај за Скопје. Првата група која што евакуираме, тоа ќе продолжи во деновите кои што следат. Тоа се наши сограѓани кои што тргнуваат од Дубај кон Скопје. Исто така имаме организирани чартери од Саудиска Арабија, тие треба да ги прифатат нашите граѓани од Катар и од Кувајт, но и оние кои што се таму. Тие очекувам во среда да заминат, така што во деновиве имаме организирано 4 чартер летови, имаме неколку слободни места, неколку десетици слободни места. Дел од државите во регионот замолија да и нивни граѓани пренесеме во Македонија да донесеме, така што од некогаш слабата влада во Македонија која што коленичеше за да добие 5000 вакцини, денеска сме фактор на стабилност и помагаме на државите во регионот. Тоа е разликата меѓу тие од СДСМ и ДУИ и оваа влада која што ја предводи ВМРО ДПМН. Ви благодарам.